Требаше да поминат неполни 24 сезони на автомагазин за да дојдеме до тест на кинески производ, односно кинеско возило. И денеска го имаме моделот Glory, спортско корисно возило кое ни доаѓа од производителот DFSK. Glory 580, инаку со 1,5 литрен турбомотор и со CVT менувач. Сето тоа го пишува на задната страна и ако ви го преведам и името што значи и колку е долго, тогаш ќе ја надминеме должината на големиот кинески зид. Како што гледате, дизајнот на Glory е сосема пристоен, но малку несрекно се направени одредени ситни детали, како што се хромираните. Оно што ми се допаѓа е големината на ова спортско корисно возило. Оно што ми се допаѓа во гепекот е неговата просторност. Има 595 литри, но и погледнете, две дополнителни седишта, што значи дека Glory може во внатрешноста да прими 7 патници, а како што гледам, влегувањето би било проблем на задните две седишта, но седењето би било сосема солидно. Возачот е опкружен со сосема прифатлива ергономија и дизајн. Гледате дека кинезите се потрудиле да употребат добри материјали, но ги имаат оние класични проблеми како и поголемите производители, односно користат помалку квалитетна пластика. Во овоја ниво на опременост е запазена и кожата на сите седишта, но грубата пластика е забележлива на вратите и на подолните пластични површини. Опременоста е сосема добра. Имаме голем дисплеј на кого може да се исцртува и навигација и може да се впари со мобилен телефон. Дизајнот на внатрешноста е сосема прифатлив и има мали детали кои потсетуваат и на спортски манири, но и на луксус. Задоуправувачот на DFSK е интересно. Зошто? Затоа што има доволно простор, сосема солидна ергономија која, да бидам искрен, не очекував од еден кинески производ. Но кога ќе тргнете да го возите ова возило, тогаш ви станува јасно зошто кинезите каскаат зад европејците и американците, па и се разбира јапонците. На хартија, кога ја гледате комбинацијата, 1,5 литрен 4-цилиндерски мотор со турбополмеч, 107 киловати, кои се еквивалент на 145 коњски сили и безстепена автоматска трансмисија. Тоа звучи супер, но во реалноста не е така идеално. Зошто? Затоа што менувачот и моторот не се добро избалансирани. Нивната работа е како функционирање на една непринципијална коалиција. Имено, безстепената трансмисија нема така добар алгоритам на работење за да може да извлече максимум од 1,5 литарскиот турбомотор. Па, кога се наоѓате на угорници и возите нагоре, се чувствувате како да имате далеку помал и послаб по моќност мотор.
Менувачот е доста своеволен, понекогаш бидејќи безстепена трансмисијата, понекогаш го носи моторот во високо поле на вртежи, па одеднаш му паѓаат вртежите, па повторно се враќаат високите вртежи, што ви дава едно чувство на неконтинуираност, но далеку од тоа дека тоа чувство е негативно. Едноставно ви треба време да се навикнете. Подпирањето за вака високо возило многу добро реагира на свиоци. Не е дека може да им парира на европските и јапонските конкуренти, но сосема стоички се држи спрема предизвиците кои му се наметнуваат. Она што не ми се допаѓа, тоа е неконтинуираноста на работата на моторот и менувачот, но исто така не ми се допаѓа што слушам разни шумови на пластика околу мене. Не се тие нон-стоп, но кога ќе удрите на поголема дупка или возите по подолг нерамен пат, тогаш тоа доаѓа до израз. А инаку, во нормални услови на возење, мене овој модел ме изненади. Не само со просторот кој го има внатре, туку и со пластиките кои се употребени во внатрешноста и нивниот квалитет. Како што реков, DFSK е возило кое ме изненади повеќе пати. Нешто пријатно, нешто непријатно. Но, она што мора да се каже е дека ова ниво на опременост кое го имам на тест е многу добро. Кога ќе ја чуете и цената, тогаш мислам дека и самите ќе пресудите дали ова возило вреди или не вреди за парите. Опременоста е сосема добра. Јас очекував малку поскромна опременост, но овде што го имате вреди за она што треба да се очекува од еден модерно концепиран SUV, односно спортско корисно возило. 16.900 евра. Ова е сосема добра цена, скоро и неочекувана за возило од ваков калибар. Рака на срце, ова не е перфектно, не е ниту многу добро возило, ова е само едно добро возило кое пружа солидна моторизација, добра опременост и убаво чувство во кабината. Она што не ми се допаѓа, осем лошото координирање на цевете менувачот со моторот, е и потрошувачката. Јас бев предупреден, бидејќи ова е бензинец, дека може да потроши нешто повеќе. Но, јас, бидејќи го возев малку подинамично и сакав да извлечам максимум од него, забележав просечна потрошувачка од 12,8 литри. Тоа е параметар кој нема да се допадне на никого. Воспротивно, на модерната концепираност, солидниот дизајн и добрата финална изработка, овој параметар, потрошувачката, е разочарувачка. 12,8 литри не се малку, но ако ги земете во предвид и другите параметри, тогаш можете и да му простите на DFSK 580. Кинеските марки се полесно пробиваат на останатите пазари. Европа е се уште енигма за нив, но во догледно време тие ќе ги испеглаат потребите и на најпробирливите купувачи во светот, а тоа се европските купувачи. DFSK 580 му давам чиста тројка од 1 до 5 кога би го оценувал. Има своји недостатоци, но има и своји предности. Впрочем, нема ништо идеално. Јас ви благодарам на вниманието и следната средба ја закажувам за 7 дена. До гледање.